Благодарам, председач. Во однос на овој амандман, кој што го поднесовме, се произнесовте дека има во годишната програма, но не знаете дока е неговата имплементација. Јас само да ве потстам дека ова е ветување веќе 4 години и секоја година истиот се внесува во програма, ама никако да отпочне ова реализација. Ова се однесува на сите досегашни дадени ветувања во однос на инфраструктурните проекти. Во меѓувреме, додека досегашниот директор го ветуваше овој патен правец, слушаме во јавноста дека истиот веќе ќе замине, односно нема да има ништо од ова негово ветување. Меѓутоа, она ќе испадне, знаете, пред неколку години во предизборна кампања кога премиерот Заев ветуваше автопат од Струмица преку Еленица до автопатот Куманово-Гевгелија, кој што некаде требаше југоисточниот регион да се поврзе кај Демиркапија. Од тогаш ниту збор, кога дојдоа на власт, од тогаш ниту збор за овие проекти. И овој проект претпоставувам дека ќе биде истиот, односно ќе го снајде истата судбина како што и претходните ветувања ги имат дадено. Но да се навратиме на суштината зошто го поднесуваме овој амандман. Според неофицијални податоци, во 2017 година на овој граничен премин имало повеќе од 750.000 премини со Република Бугарија. Во 2018 година имало повеќе од 850.000 премини. Ова само укажува на значењето за овој пратен правец и сакам да ви напоменам дека ова делница која што оди од Струмица до граничен премин во Новосело минува низ повеќе населени места, од кои во 6 населени места минува директно низ центарот на населените места и 2 општински центри. Овие граѓани се секојдневно изложени на опасност од сообраќајни незгоди и загуби кои што можеме да придонесат со интензитетот на сообраќајот. Меѓутоа, сведоци сме на овие загуби кои што ги имаме и затоа мораме сите заедно да смогнеме сили да го надминеме тоа, да се дислоцират овие фреквенции на сообраќај низ центрите на овие населени места. Уште еден податок и факт зошто ова делница треба да има приоритет во изградбата е токму и официјалните податоци од самото јавно предпријатие за државни патишта, кои што пресметале и статистички објавиле дека просечниот годишен дневен сообраќај на оваа делница е 12.297 возила во 2019 година. Внимавајте, ова е една од најфреквентните делници во Република Македонија. Според истите статистички податоци на јавното предпријатие, кои што јавно се достапни, една од 10 најфреквентни делници, односно 8 по фреквенција, е токму делницата Струмица Новосело. Но, за разлика од сите други, во првите 10 најфреквентни делници, сите други се автопатски решенија. Само оваа делница нешто не е автопатско решение, не е ниту на основа, односно на ранг на експресен пат, кој што повторно ќе повторам, го ветувавте повеќе од 4 години. Но не можеме и да очекуваме дека ова ќе го прифатите, бидејќи со самиот факт што капиталните инвестиции во Министерството за транспорт и врски значително ги намалувате, како што потенциравме од 3 милиарди 355 144 милиони денари на 1 милиарда 677 269 милиони. Значи ги преполовувате капиталните инвестиции. Затоа и не можеме да очекуваме дека овој амандман ќе го прифатите, а само декларативно напоменувате дека е во постапка, а истиот директор кој што сега е во заминување,
го повторува заедно со министерот повеќе од 4 години и повеќе од 4 години го ветува. Но да се навратиме и на сето односно небулозите кои што ги изнесувате овде, ова е за македонската јавност да знаат со што се соочуваат, односно да знаат дека владата на Република Македонија и министрите предводени од СДСМ бегат од одговорност и ниту едно ветување за истите не го исполнуваат. Зошто? За повеќето амандмани кои што беа предложени од страна на опозицијата, кои што се однесуваат на инфраструктурни објекти и изградби, капитални инвестиции, како и овој амандман, истите беа одбиени со образложение дека не се надлежни, односно Министерството не е надлежно, туку надлежноста е на јавното предпријатие за државни патишта. Па еве, почитувани, да го образложиме овој аналоген процес, како произлегува и докаде стасуваат овие средства. Меѓутоа, да не заборавиме, јавното предпријатие за државни патишта е јавно предпријатие во државна сопственост. Имено, во Законот за јавните предпријатија вели, во членот 1, Република Македонија, општините и градот Скопје можат да основаат јавни предпријатија во согласно со овој закон со цел за вршење на дејност од јавен интерес на територијата на Република Македонија. Јавните предпријатија во име на Република Македонија основа владата на Република Македонија. Во име на општината, Советот на општината и во име на градот Скопје, Советот на градот Скопје. Следствено, во Законот за јавните патишта, во членот 55, цитирам, финансиските средства за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на јавните патишта и за работењето на јавното предпријатие се обезбедуваат од покрај таксативно наброените извори од каде што се обезбедуваат финансиските средства. Во ставот 1.5 вели: средства од буџетот на Република Македонија и буџетите на општините и на градот Скопје. Следствено надоле имаме уште точки по кои што може да се обезбедат финансиски средства. И во самото образложение за надлежностите на јавното предпријатие вели: јавното предпријатие има својство на правно лице во правниот промет настапува самостојно и за преземените обврски со сиот свој имот. Да, и за својата работа одговара пред владата на Република Македонија. Не можеме да се извлекуваме на фактот кој што вие го тврдите дека преку Министерството, преку владата не може да се интервенира во делот на програмата и плановите на самото јавно предпријатие, кои патишта ќе бидат приоритет, каде ќе се насочат и кои ќе бидат инвестициите во наредниот период. Затоа, уште еднаш потенцирам дека ова е само избегнување на одговорност и прогласување на ненадлежност од страна на Министерството и на владата на Република Македонија, и затоа, доколку овие средства кои што ги предлагавме, самите видовте дека се работи за сума од 10 милиони денари, сите сме свесни дека овие средства се многу малку за овој пат, меѓутоа, со оглед на времето за кое што треба и ни предстои во периодот до новата фискална година за да се отпочнат постапките. Затоа, бидејќи се прогласувате за ненадлежни, истиот амандман, доколку не ги предвидите овие средства за изградба на овој патен правец, кои што се од суштинско значење, како за регионот и општините од целиот југоисточен регион, најпогодени Струмица, Босилово, Ново село. Колега, завршете со мислата. Благодарам. Е од суштинско значење и за Република Македонија со интензитетот на сообраќај и размената со Република Бугарија. Затоа, сега го повлекуваме амандманот, а ќе го поднесеме дополнително на предлог буџетот за 2021 година. Ви благодарам. Ви благодарам ја на вас.